Почитувани, поминаа 5 дена од скандалот што ја стресе јавноста со предвременото полагање на правосудниот испит од 449 студенти при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Меѓу нив бил и Барле Џафери, син на Тала Џафери, кој полагал правосуден испит без завршен правен факултет. Согласно законот, правосуден испит може да полагаат лица кои завршиле правен факултет и стажирале во правосудни органи 1 година или 2 години во администрација. Правосудниот испит е неопходен услов да може завршени правници да работат како судии, обвинители, адвокати и други регулирани професии. Меѓутоа, за Тетовскиот универзитет на Југоисточна Европа ова не важи и студентите полагале правосуден испит без завршен правен факултет. Овие незавршени студенти војнина ќе пополнат некои од испразнетите места за судии или обвинители. Скандалот невешто беше релативизиран од страна на ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Абдулменам Беџети, кој рече дека не биле 449, туку биле помалку од 200 студенти, заборајќи дека макар да се работи и само за еден студент кој е незавршен, а полагал правосуден испит, е скандалозно само по себе. Од најповиканите во случајот, Министерството за образование, Агенцијата за квалитет во високото образование, Одборот за акредитација и евалуација, целосен молк. Почитувани присутни, кандидатот што нема завршено правен факултет, а полагал правосуден испит, е доволна основа за јавна обвинителска акција. Но настрана кривично-правниот аспект на овој случај го повикуваме Одборот за евалуација на високо образование како тело надлежно за зачувување на стандардите за квалитетот на високото образование, да спроведи веднаш надворешна евалуација со цел испитување на овој случај со незавршени студенти кои полагале правосуден испит. Доколку се потврдат наодите дека незавршени студенти полагале правосуден испит, Одборот за евалуација согласно Законот за високо образование да донесе извештај како основа за спроведување на постапка од страна на Министерството за образование за одземање на правото за вршење на високообразовна дејност од Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Дотолку повеќе, членовите на Одборот за евалуација се скапо платени од народот да го штитат квалитетот на високото образование, зашто земаат месечна плата од фантастични 210.000 денари или околу 3.500 евра. Доколку изостане реакцијата и овој случај помине несанкционирано, тогаш добиваме уште едни паразити од мноштвото кои ги слушаме луѓе како земале енормно високи плати без при тоа да ги вршат своите законски должности. Ви благодарам.